Добра вечер во Дневникот на КТВ, понеделник 26 јануари 2026 година. Италијанскиот амбасадор Паоло Палминтери во прва официјална посета на Кавадарци на работната средба со градоначалникот Митко Јанчев, акцентот беше ставен на економскиот развој и соработката помеѓу двете држави. На чест и задоволство на општина Кавадарци, денеска на официјална посета, неговата екселенција, италијанскиот амбасадор со седиште во Македонија. Разговаравме на повеќе теми, каде што претежно се фокусиравме на економијата. Ние како општина на наша територија располагаме со компанија, со италијанска инвестиција, тоа е Техносол, која што има производство на технички гасови, медицински гасови и една од врвните светски компании во делот на производството на медицински и технички гасови. Во делот на економскиот развој се разговараше во делот на туризмот, кој што веќе со возложувањето на директните авиолинии со Италија имаме можност да и како општина, и како регион го покажеме нашиот потенцијал за туризам во делот на винскиот туризам, во делот на гастрономија, во делот на кожов план која што ја имаме како територија на општина Тиквешија. Разговаравме заедно исто во делот на потенцијалот и заложбата на Македонија со Република Грција во делот на отварање на граничниот премин Пулјевац, кој што ќе биде од големо значење и голема придобивка и за двете држави, поготово за развој на туризам, економија и добро соседство меѓу двете земји. Ќе ги пратиме бизнис форумите на италијанската амбасада заедно со нашите компании, затоа што знаеме дека Италија има добри компании и добри технологии, поготово развиени за производство на вино, вински производи и да бараме поддршка во делот на купувањето на нова опрема и дигањето на квалитетот на производството на вино, вински производи и се што е оно останато што можеме како потенцијал, како држава да го понудиме. Уште да заблагодарам на амбасадорот за неговата прва официјална посета и верувам дека набрзо ќе имаме и друга посета, така да ќе имаме заеднички соработки. Јас сум многу благодарен за времето што ми го посвети градоначалникот. Навистина имавме продуктивен состанок во една од најубавите региони од Македонија. Посветеноста и сенсот што го има градоначалникот за развојот на својата општина и територијата сметам дека представуваат добар основ за унапредување на економската соработка помеѓу двете земји. Како што спомена градоначалникот, веќе во овој регион имаме една важна италијанска инвестиција и една од целите на амбасадата е да се зголеми бројот на италијанските инвестиции не само овде, туку и низ целата земја. Ова го велам заради тоа што оваа земја навистина има убав голем потенцијал за развој на економската соработка, на тоа се додава и вредна и квалификувана работна сила, голем бизнис амбиент со даночни олеснувања, кои што сметам дека на тоа се надоврзуваат и духовната и културната блискост на народите и навистина тоа е основ за зголемување на економската соработка. Синоќ во 22 часот и 30 минути во Овара Кавадарци е пријавено дека во домот во село Возарци Кавадаречко починал СП, 24 години од село Возарци. Лекар од итната медицинска помош Кавадарци констатирал смрт без видливи траги на насилство, а по наредба на јавен обвинител телото на починатиот е дадено на обдукција, информира денеска од СВР Велес.
Политичката партија Левица најостро го осудува недозволеното доцнење со исплатата на надоместоците за лицата ангажирани во спроведувањето на двата круга од локалните избори во октомври, односно ноември минатата година. Како што пишуваат во соопштението, иако од изборниот процес помина речиси 3 месеци, голем број ангажирани лица се уште не ги добиле заработените средства, а процесот на исплата кој се врши преку единиците на локалната самоуправа во повеќе општини не е ни блиску до завршен. Левица укажува дека и Државната изборна комисија и локалните администрации покажуваат крајна нетранспарентност во однос на реализацијата на исплатите во многу општини каде постојат задоцнувања, како и во врска со причините за ваквата состојба. Со ова однесување ДИК демонстрира не само административна неодговорност, туку и дрско непочитување на трудот на илјадници лица кои професионално и одговорно го спроведоа изборниот процес, пишуваат меѓу другото во соопштение од Левица. Ова власт не сака Европа, сака контрола, капитал и изолација, порача во своето обраќање председателот на СДСМ Венко Филипче на Националниот совет за евроинтеграции. Освен што не се работи ништо по забелешките кои што ги добиваме од извештаите од Европа, не повикани од тоа се практикуваат антиевропски манири. Ситуацијата во светот драстично е сменета, геополитичката ситуација се менува напред кон Европа во едни други околности, оди Украина, Молдавија. Го слушаме примерот на Хрватска Андреј Пленковиќ како повикува на политички одлуки за прием во Европската Унија, меѓутоа дури и тоа да се случи, не ја спомнува Северна Македонија, се осврнува на Босна и Херцеговина. Што значи дека никаква задача домашна не е завршена, не сме го зајакнали системот, не можеме да бидеме спремни ниту за некаква политичка одлука доколку дојде до такво нешто во рамките на Европската Унија. На неколку нивоа сметам дека е проблемот. Прво, немањето политичка волја да се спроведат уставните измени, кои што се очигледно единствениот начин да се продолжат преговорите, да се отворат кластерите покрај најавите на владата дека нешто ќе се репреговара, ќе се менува, очигледно дека тоа не се случува, дали беа свесни кога тоа го ветува или не, тоа останува голема дилема. Мислам дека беа свесни дека ова е едно намерно запирање на европскиот пат на земја. Не се спроведува реформската агенда, ама буквално никако. Од законите кои што требаше да се донесат лани, се донесе само еден на брзина, еден од 12, кој што не беше целосна имплементација на препораките на оценската мисија, тоа се законот областа на правосудството, конкретно законот за судскиот совет, само парцијална имплементација на тие препораки. Повторно еден обид да нешто се прикаже дека се работи, во суштина ништо од тоа не е сработено. Понатаму отворено изразување на проруските ставови на, внимавајте, вице-премиерот на нашата влада, кој што присуствува на состаноци со луѓе блиски до Путин, тоа не го крие, тие ставови не се кријат, дали во тој контекст може или не да се носи и неговата изјава дека Европа треба да размислува да ние влеземе заедно со, замислете, Србија, како е тоа спарување и врз која основа, тоа го кажува вице-премиерот Стојковиќ, е на голема дилема, нешто што навистина сметам дека веќе не допира само во аспектите на проширувањето на Европската Унија, во политичките контексти, но и во безбедносните контексти на целиот овој регион. Намерно сме ставени на маргините на Европската Унија, отворено проруско влијание. Сомнителниот капитал кој што влегува во земја, кој што одбија во земји членки на Европската Унија, големо прашање. Зашто е дозволен таков влез од страна на гувернерот на владата на Алта банка од Србија, сомнителен капитал со сомнително потекло, се обиделе да влезат во земја членка на Европска Унија и биле одбиени. А оваа власт тука широко им ги отвори вратите. Дали тоа на нешто укажува? Понатаму антиевропските манири, повторно не повикани, ниту пак испровоцирани од никого. Слободата на говор. Замислете, се носи резолуција во собранието со која што се забранува, се ограничува слободата на говор на политички субјекти на опозицијата. Кои се тоа манири кои што ги практикува оваа власт. Понатаму,
влошувањето на односите со соседите. Во ниту еден контекст на добрососедски односи. Провокацијата кон Грција, страна на премиерот дека го вратил старото име, влошувањето на односите со Бугарија, наместо да се работи, да тие односи се подобруваат, се развиваат, ние влегуваме во ситуација кога затворени прашања повторно се отвараат за некаква националистичка, популистичка политика. Последниот аспект на ова, слободата на медиумите. Огромен процент од медиумите тука, телевизии, портали и така натаму, практично си во директна собственост на луѓе блиски на премиерот Орбан од Унгарија, господинот Петар Шац, Адрија Медија група и така натаму. А тоа се медиуми кои промовираат антиевропски ставови. Не сега, со години наназад. И ги поддржуваат политиките на оваа влада. Така да во тој дел на неспроведувањето на реформите, не правењето никаков чекор кон спроведувањето на уставните измени, ограничувањето на слободата на говор, сомнителниот капитал кој доаѓа од други земји, флиртувањето и отворената соработка со луѓе блиски на рускиот претседател Путин, контролата на медиумите од страна на луѓе блиски на Орбан, сериозно го поставува прашањето дали ова влада воопшто, а ја мислам дека не, сака да направи чекор кон Европската унија. И на крајот ќе завршам со нешто што утре нашите граѓани и економија конкретно ќе го почувствуваат. Ограничувањето на движењето на нашите превозници, со воведувањето на новиот електронски систем од Европска унија. Ќе крахира економијата, што би рекол еден независен аналитичар, и со тоа упатува сериозна порака до еден министер, вице-премиер во владата, кој што треба да се занимава со тоа и кој што не требал да доведе или требал да направи нешто да тоа не се случи, а тој независен аналитичар се вика Александар Николовски. Предупредува дека ќе крахира економијата. Внимавајте. Кога над 60-70% од нашата економија, извозот и увозот, посебно, поединечно, се врзани со земји членки на Европската унија. Граѓаните, по кој знае кој пат, ќе го платат цехот и цената на овие лоши владени политики. Филипче е должен на граѓаните да им одговори дали имал за цел со преземање на болница Жан Митрев да си приватизира за лична корист пари од народот, порача на денешната пресконференција Бране Петрушевски од ВМРО ДПМН. Венко Филипче за 7 години власт на СДС очигледно во фокусот му биле само работи од негов личен интерес и интерес на неколкумина негови другари, а главните сделки ги планирал со менторот Заев. Една од нив е и идејата, поточно планот, да ја преземат клиничката болница Жан Митрев. Случај кој се актуализираше по недоамнешната изјава и потврда за ова од доктор Жан Митрев. Шемата, како во сите случаи, така и во овој, се користење на исти нивни техники, изнуда, притисоци, влијание во судски постапки, како што и му нуделе на Митрев. Очигледно, планот за преземање на приватната болница не им поминал, што е добро, затоа што практично тоа ќе значило дека си ги приватизираат парите на граѓаните за нивни цели. Филипче, дека имал добро подготвен план, говори еден клучен факт, а тоа е зголемувањето на сумата од ФЗО која се префрла на болницата. Сумата во 2020 година достигнала околу 11 милиони евра, што е скоро дупла за разлика од сумата одвоена за болницата во 2015 година. Тоа е класичен план за присвојување на пари на граѓаните за лична корист или приватизирање на народни пари. Филипче е должен на граѓаните да им одговори дали навистина имал за цел со преземање на клиничката болница Жан Митрев да си ја приватизира за лична корист пари од народот. Исто така, јавното обвинителство несомнено да го истражи случајот со клиничката болница Жан Митрев. Граѓаните заслужуваат одговори, а ВМРО ДПМН продолжува посветено да работи за интересите на народот. Од антикорупцијскиот тим на СДСМ со обвинувања за медиумски октопод на Орбан како политичка алатка на ВМРО во Македонија. Антикорупцијскиот тим на СДСМ во изминатиот период го разоткри и системот на пропагандата и медиумскиот октопод Алфа Алта.
Знаеме дека на многу професионални новинари не им беше пријатно да слушаат за своите колеги, но веројатно поинаку не можеше. Но ние не го изедначивме со сите новинари, кои професионално си ја работат својата работа, кои никогаш не сме ги споменувале, дури и кога отворено го критикувале СДСМ. Мораме да именуваме и дел од медиумите, за да се дојде до клучното. Кои се собствениците и која е политичката позадина. Станува збор за политички проект на ДПМН за ширење на влијанието на унгарскиот премиер Виктор Орбан и превземање контрола во стратешки сектори и пред се во медиумите и телекомуникациите. Унгарски компании и поранешни високи функционери од унгарскиот јавен сервис Агнес Адамик и Петар Шац, блиски до Орбан, систематски купувале контролни удели во македонски телевизии и портали. Петар Шац, поранешен раководител за бизнис развој во унгарската телевизија, е основач на неколку медиумски фирми во Унгарија, политички профилирани во корист на Орбан базираниот медиумски наратив против политиките на Европската Унија. Агнес Адамик ја напушта унгарската национална телевизија во 2012 година и подоцна основа свој медиумски компании во Македонија, што го следеа истиот модел на експанзија. Таргет медија Доел Скопје, основана во април 2017 година од Петер Шац, е собственик на 99% од ЦХС Инвест Груп со мнозинство удели во телевизијата Алфа. Исто така, во 2017 година Адинамик Медија, фирма основана од Агнес Адамик во Македонија, која е на чело на група компании што контролираат повеќе веб портали и онлайн медиуми. Прва Република, под собствеништво на Република, а отскоро и на порталот Пресинг МК. М Медија, собственик на порталите Курир, Денешен, Економски и Вистина. Сето ова фактографски го покажуваат и истражувањата на ОЦЦРП и БИРН и целосно го откриваат истото. Овие медиумски групации и структури служат како политичка алатка на ДПМН, но и како канали за политичко влијание и идеолошка експанзија, поддржувајќи политички партии и наративи што ја поддржуваат агендата на Орбан. Затоа и Орбан ја поддржува ДПМН. Се е поврзано. Во овој контекст мора да се гледа и последната одлука на владата на Мицковски за влез на унгарската компанија 4iG во телекомуникацијскиот сектор. Ова не е изолиран економски потек, туку дел од поширок политички проект. Проект во кој Мицковски и ДПМН действуваат како локални извршители на стратегијата на Орбан, прво, за ширење на неговото политичко влијание и бизнис влијание, и второ, за превземање контрола врз стратешки сектори, како што се телекомуникациите и медиумите. Се создава мрежа на авторитарни влијанија кои ја оддалечуваат Македонија од Европската Унија. Ја подкупуваат и медиумската независност. Неслучајно за овие појави реагираа и европратеници, а Европската комисија побара поголема транспарентност и спречување на опасна медиумска концентрација. Се што говори СДСМ се потврдува. Нашиот антикорупцијски тим ќе продолжи јавно да ги разоткрива овие шеми. Како што најавивме по нашата хроника на токсични наслови, ќе се обратиме до сите меѓународни институции, вклучително и до Европската Унија. Ова не е прашање на една од политичките партии, туку прашање на демократијата во земјата, слободата на медиумите и европската иднина на Македонија.
Од политичката партија Левица обвинуваат за милионски криминал. Началник од Министерството за земјоделие осигурал туги поседи и ги користел субвенциите, стои во нивното соопштение. Поранешниот началник на подрачната единица на Министерството за земјоделство Кавадарци, Митко Керов, член на СДСМ, злоупотребил податоци за да осигура поседи во сопственост на граѓани неколку години поред во соработка со осигурителни компании и ги користел субвенциите за премиите за осигурување на поседи од државата, обвинуваат во соопштение од политичката партија Левица. Понатаму во соопштението се додава: таргет на поранешниот началник биле возрастни граѓани кои вообичаено не присуствуваат на софтверите за услугите на Министерството, така што истите не би дознале дека нивните поседи се осигурани без тие самите и да се појават при подпишувањето на договорите. Керов во соработка со осигурителни компании ги осигурувал поседите, аплицирал за субвенции за покривање на премиите и добивал свој дел од колачот. Изненадувачки за граѓаните бил ненадејниот имот со кој се стекнал Керов откако станал началник на подрачната единица, а сега веќе станува и јасно зошто, констатираат во соопштението од Левица. Во истото соопштение понатаму се додава: тиквата на криминалната мрежа пукнала во моментот кога поседите мрзнеат во текот на последните неколку сезони, а земјоделците аплицираат на јавните повици за обештетување во своите општини. По правилниците, оние земјоделци чии поседи се веќе осигурани во осигурителни компании немаат право на нова помош, така што земјоделците дознаваат дека се осигурани без воопшто да аплицираат самите. Во обид да се спречи ескалација на ситуацијата, Митко Керов преку физичко лице, негов татко, уплаќа символични суми на сметките на сите граѓани кои аплицирале за обештетување, а биле одбиени по овој основ, а во цел на дознака наведува штета за 2024 година. Истиот веројатно очекувал на тој начин овие лица да не почувствуваат дека немаат добиено средства. Од Левица понатаму пишуваат: на овој начин Керов има ноторна злоупотреба на службената положба и овластување, како и злоупотреба на државни средства за субвенционирање. Структури од ДПМН се запознаени со овие злоупотреби, но наместо да постапат, свесно молчат и не превземаат ништо. Напротив, одат чекор понапред и вршат притисок за овој скандал да не излезе во јавност, да се релативизира и заташка, за да не се отвори поширока истрага која би ја разоткрила целата мрежа на корупција и институционално прикривање. Го повикуваме јавното обвинителство да ги провери сметките на членовите на семејството Керови, како и сопствениците на осигураните поседи, да ги испита наводите од лицата од Кавадарци и Росоман, по потреба да ја прошири истрагата во останатите локални самоуправи и да преземе соодветни мерки, пишуваат на крај во соопштението од Левица. Заеднички именител за Филипче и Ахмети е криминалот, сега во опозиција се здружени и против граѓаните и нивната безбедност, обвинуваат од владеачката ВМРО ДПМН. Ако се погледнат активностите на Венко Филипче и Али Ахмети, и кога беа на власт, а и сега, заеднички им се две работи: криминални шеми и негрижа за граѓаните. Филипче стана препознатлив по случајот кога изгоре модуларната болница во Тетово, несреките како онаа во Бугарија и онаа кај Ласкарци. Несреки во кои поради неодговорноста и пропуста на Филипче загинаа 75 лица. Али Ахмети пак, освен криминални шеми, нема ништо позади себе. Тука се случаите со внук му Дрин Ахмети, како купување на трговскиот центар Соравија, концесијата добиена од државната ЕСМ за ископ на Варовник и многу други. Како и да е, пред 10 дена Филипче возеше до Мала Речица да се види со Ахмети. Зашто зборувале, секој го кажа своето, ама ете во петокот излегоа координирани нивните пратеници и гласаа против безбедноста на граѓаните во сообраќајот и нивните животи. Тоа замислете, координирани за системот Безбеден град, поточно за последниот закон кој овозможува негово ставање во функција од 1 февруари. Да, координирани со ист став за систем кој што ги штити граѓаните, нивната безбедност и животот во сообраќајот. Истите тие, здружено молчеа на оваа тема 7 години, не направија ништо. Дека Филипче не се грижи за никој, односно се грижи за себе и за своите,
покажа на саботниот конгрес кога ги нападна сите освен своите. И да, зошто Филипче би се грижил за безбедноста и животот на граѓаните. Има Филипче и своји грижи. На конгресот нему присуствувале 1/3 од делегатите, доволно да покренат барање за нов конгрес. Но ваквите грижи во кои се најде Филипче се поради неговите деструктивни политики, но тоа не значи дека треба да не се грижи за граѓаните. Тоа треба да е приоритет. Сепак очигледно е дека ликови како Филипче и Ахмети со толкаво криминално минато не им паѓа на памет да работат за доброто на граѓаните. Затоа тука е ВМРО ДПМН, кој работи и креира политики корисни за секој еден граѓанин. Во музеј галерија Кавадарци беа отворени изложбите Мал формат и Мини Артура на Друштвото на ликовни уметници на Македонија. Поставени се дела во дводимензионален и тродимензионален формат, цртежи, слики, колажи, скулптури, објекти, графики и дела во други техники. Чест и задоволство оваа вечер да ја погледнеме годишната изложба на Друштвото на ликовни уметници на Македонија, Мал формат и Мини Артура. Музеј галерија Кавадарци ова е втора година која што ја презема оваа изложба од Блум. Го носиме најдоброто од Македонија во Музеј галерија Кавадарци. Се надеваме дека ќе бидете задоволни со изложбата. Представува едно прекрасни ремек дела на нашите уметници, околу 33 уметници, затоа само ќе каже и Никола и Зорица збор повеќе. Ова е една изложба што представува една од 50-тите обележувања на Музеј галерија Кавадарци по повод 50 години Музеј галерија Кавадарци во 2026 година. Заедно со Друштвото на ликовни уметници имаме прекрасна соработка. Наредна изложба од Лум ќе биде представена експериментален цртеж. Големо е задоволството да се биде во Кавадарци, големо е задоволството да се биде во галерија Музеј Кавадарци. Со оваа изложба е насловена Мал формат и миниатура, иако уметниците беа со ограничен формат, сепак се надевам дека ќе може да ја препознаете големата монументалност и големата сила која што ги носат овие мали дела во овој така наречен мал формат. Ова кажува дека форматот може да биде мал, но пораката и енергијата може да биде голема. Искрено сум задоволен и од вашето присуство, ви благодарам што одвоивте време да ја посетите и се надевам дека соработката Блум и музеот на Кавадарци ќе продолжи со ист ваков континуитет и со иста ваква јачина во презентирањето на македонската уметност, презентирањето на Блум. Вечерва ги представуваме изложбите Мал формат и Миниатура, два проекта што потврдуваат дека силата на уметничкиот израз не зависи од големината, туку од концентрацијата на идејата, прецизноста и искреноста на авторот. Малиот формат и миниатурата, иако ограничени по димензија, отвораат широк простор за креативна слобода и јасна визуелна порака. Во овие дела секој детал е значаен, секоја линија, боја и форма сведочат за индивидуалната поетика и зрелоста на уметниците. Изложбата представува пресек на различни ликовни пристапи и техники, обединети околу заедничкиот предизвик, со минимални средства да се постигне максимален визуелен и емоционален ефект. Тука нема простор за случајност. Малото дело бара целосна посветеност и прецизност. Мал формат и миниатура не подсетуваат дека уметноста не се мери со големина, туку со длабочината на идејата и впечатокот што го остава кај публиката. Ве покануваме да им се придружите на делата, да застанете пред нив и да го почувствувате дијалогот помеѓу уметникот и неговиот мал, но силен израз. Продолжуваме со спортот. Кошаркарите на Тиквеш Голден Игла го совладаа Гостивар со 81-73 и девојките од Пробаскет со победа ја стартуваа оваа година и тоа на гости кај Патриот со 45-95. Продолжи надпреварувањето во македонската машка МТЛ кошаркарска Суперлига. На програмата беа средбите од 12-тото коло кое помина без многу турбуленции. Ангели на домашен терен загубија убедливо од Феникс со 60-99.
Во Кавадарци на теренот во салата Јасмин, Тиквеш Голден Игл 3/4 се мачеше со расположениот тим на гостивар. Но во последните 10 минути Кавадарчани одигра одлично и на крај славеа со 81-73. Маđари солидно му парираше на актуелниот шампион МЗТ, но на крај загуби со 76-87, а во битово Пелистер се изнамачи со работнички, но сепак забележат тесна победа од 88-85. Во Куманово, кошаркарите на МКК Куманово го пречекаа Чаир и по само 2 минути игра надпреварот беше прекинат заради лизгавиот паркет, па истиот ќе се одигра денес. Денес ќе се одигра и надпреварот помеѓу екипите на ТФТ и на Кожув. И девојките го продолжија првенството со средбите од редовното 10-то коло. Во скопската пресметка МЗТ го изненади фаворизираниот Вардар и го совлада со 67-51. А во Неготино Спортим очекувано загуби од Бадел со 52-99. Екипата на Пробаскет од Кавадарци со победа ја стартуваше годината, откако на гостувањето во Делчево ја декласираше екипата на Патриот со резултат 45-95. Во дербито на Истокот и дербито на ова коло во Каменица, актуелниот шампион Баскет Кам лесно го доби амбициозниот тим на Крива Паланка со 69-53 и остана осамен на врвот на табелата. Утре предпладне не очекува променливо облачно време во источните делови со повремен локален дожд во пониските, дожд и снег на повисоките места, а на планините слаб снег. Попладне облачноста ќе се намали, ќе дува слаб до умерен ветер од северозападен правец, температурата ќе се движи во интервал од 6 до 10 степени. Во среда кон крајот на денот и во четврток повторно ќе има локални врнежи од дожд, а на планините од снег. Од петок ќе превладува променливо облачно време со услови за слаби локални врнежи од дожд и снег. Дневната температура ќе има тенденција на опаѓање. Почитувани, тоа беа содржините во дневникот. Благодарам за довербата и вниманието. Ви посакувам пријатна вечер со програмата на вашата КТВ.